Започнаа етноработилниците за изучување на старите занаати, плетење, ткаење, грнчарство. Ова се дел од активностите кои ќе ги усовршуваат учениците од основните училишта кои изразија интерес за овогодинешните работилници. Од локалната самоуправа се задоволни што бројот на деца кои се дел од овие работилници од година во година расте. Бројот на заинтересирани ученици од година во година е се поголем. Оваа година има околу 65 заинтересирани учесници на сите овие занати што ги изучуваат, меѓутоа по најавата на организацијниот одбор има уште за 4-5 кои би се јавиле, тоа значи дека за 70 млади лица во наредниве 2 недели, односно 20 на дена, ќе се изучуваат старите велешки занаети. Тука може да видиме дека имаме еден развој поставен, веќе ме запознаат дека од утре ќе биде постоен уште еден развој, меѓутоа карактеристично е тоа што имаме 10 на 15 деца кои што во моментов слушаат предавање за првите чекори во копаничарството. Етноработилниците се одвиваат во 4 куќи на уметноста, и тоа во куќата на Касапови, Главинов, Рацин и Джинот. И оваа година проектот се реализира со поддршка на Сдруженијето Разбој. Во секоја од куќите има инструктори кои им ги пренесуваат своите знаења на децата. Во секоја куќа има инструктори, мајстори на својот занет, значи во секоја куќа има извонредни мајстори кои што се занимаваат веќе со овие занаети и се надевам дека искусно ќе им го предадат искуството на младите во овие работилници. Како? Работилниците траат 20 на дена. Секојдневно ќе се работи по 4 часа. Годинава за прв пат покрај работилниците започна да работи и летната школа за млади копаничари. Истата се спроведува по иницијатива на Советот на млади на општина Велес. За прв пат оваа година во скоп на етноработилниците и летната школа за млади копаничари. Изненаден сум од тоа што многу голем интерес пројавија младите деца низ градов, што и самата бројка говори за тоа. Покрај едукативниот карактер на оваа работилница, многу битно и важно е тоа што повторно ќе заживее овој занает или уметност. Многу дискутабилно дали е занает или уметност тоа, но не е грешка да се каже и така и така. Значи, занает кој е веќе во изумирање во нашиот град. Значи, зошто токму ја одбравме оваа куќа, куќата на Касапови. Самиот амбиент дава посебен белег на македонскиот културен корпус. Со цел заживување на старите занаети, веќе 7 години поред се организираат етноработилниците за млади. По завршувањето на истите, производите кои ќе бидат изработени во следните 20 дена ќе бидат изложени во секоја од куќите каде биле изработувани.